Почитувани, последниот случај со клиничката болница Жан Митрев и јавното сведоштво на докторот Митрев целосно го разобличи начинот на владење на СДС, Венко Филипче и Зоран Заев. Со овој случај се покажа дека за СДС и Филипче нема ништо свето. За да остварат личен чар и придобивка, тие се спредни да тргуваат со здравјето на граѓаните и да го злоупотребат државниот апарат за да рекетираат и уценуваат стопанственици. Освен со изнуда, притисоци, тргување со правдата нудејќи му помош во судска постапка, како што јавно сведочеше доктор Жан Митрев, СДС, Филипче, Заев и компанија ги користеле и парите на граѓаните за да стигнат до собственоста на приватната болница. Очигледно, Филипче и фрлил око на болницата уште пред да дојде СДС на власт. Така веднаш по нивното влегување во владата се зголемуваат и финансиските средства од државата кон приватната клиничка болница. Буџетот на болницата расте од година во година, за во 2020 година, кога министер за здравство е токму Венко Филипче, да се зголеми скоро за дупло од тоа што бил во 2015 година. Во 2015 година, кога СДС се уште е опозиција, буџетот на клиничката болница бил 361 милион и 600 илјади денари, или околу 5,8 милиони евра. Во 2017 година се зголемува на 406 милиони и 600 илјади денари, во 2018 година повторно се зголемува и достигнува 457 милиони денари. Зголемувањето на буџетот продолжи и во 2019 година, кој достигна значителни 612 милиони денари, за во 2020 година да достигне 682 милиони денари или скоро 11 милиони евра, што е дупло зголемување споредено со 2015 година. Високите приливи на народни пари од државните институции продолжија и во следните години власт на СДС и министерување на Филипче. За следните 2021 и 2022 година буџетот на Жан Митрев изнесувал 602 милиони денари, за 2023 година околу 548 милиони денари, додека за 2024 година околу 515 милиони денари. Прво значително намалување на народните пари кои се префрлаат на оваа приватна клиничка болница е минатата 2025 година, кои изнесуваат 479 милиони 883 илјади денари, односно со преземањето на власта од ВМРО ДПМН. Бројките зборуваат повеќе од јасно дека Филипче како министер за здравство и СДС како власт правеле огромни приливи на средства кон клиничката болница Жан Митрев. Тоа што не е јасно и на што Венко Филипче треба да даде одговор е дали овие големи трансфери на пари на граѓаните кон оваа болница биле за да го оствари неговиот голем мерак за влез во профитабилниот приватен здравствен сектор. Поточно, дали префрлајќи големи суми државни пари на сметка на болницата, сакал да ја компензира, односно да ја намали незината вредност за тој да ја купи по багателна цена. За сето ова очекуваме одговори и одговорност. Јавното обвинителство да ги истражи сите овие наводи и сомнежи за криминал и злоупотреба на службената положба. Ви благодарам.